А инаку во наредните минути посветуваме внимание за големиот јубилеј на Основното општинско училиште Свети Кирил и Методи од центарот Скопје, кој одбележува 190 години постоење. Не би должеле многу, затоа што имаме многу што да споделиме заедно со нашите соговорници, бидејќи по повод јубилејот подготвени се многу активности, меѓу кои и книга 190 приказни. Меѓутоа да им посакаме добре дојде на нашите гости од мојата десна страна Гордана Богдановска, Филип Георгиевски и Жанета Шумковска. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Добро утро и добар ден на сите ваши гледачи. Ви носиме голем поздрав од најстарото училиште во нашата држава. И вака кога ќе се каже најстаро училиште, многу од нас не знаат зошто е најстаро училиште. Затоа што нашата држава има многу богата историја и ние сме дел од таа историја, односно нашето училиште. Поради тоа што тоа веќе слави 190 години постоење во континуирана работа. Имено првото училиште, Келино училиште, формирано 1836 година. Тоа било во склопот на црквата Свети Богородица на местото сега кај што е новата црква. И било Келино, знаете, порано училиштата биле во манастирите, училиштата и така. И тука почнало прв пат да се шири македонскиот јазик, да се школуваат децата да зборуваат на македонски јазик. И тоа Келино училиште понатака, кога доаѓа природбеникот Јордан Хаджи Константинот Джинот, за прв пат ја прави целата таа магија околу наставата. Всушност, што е тоа? Ги разделува учениците по возраст, ги формираат паралелките, се воведуваат часови. Значи, како да е, костурот на денешното современа училница датира, значи, многу одамна. Тоа во почетокот била барака, каде што многу скопски дечиња ја посетувале и учеле нормално и се до земјотресот, кога таа била урната од самиот земјотрес, е изградена тврда градба. Сакам да кажам дека нашето училиште е училиште кое што ние како вработени и воопшто давам апел до целата држава, имаме одговорност да го зачуваме ова културно-историско богатство, затоа што човекот, секој човек, ако не ја почитува и не си го негува минатото, не може да ја градиме иднината. Затоа што името Свети Кирил и Методи не е само име на нашата училишна табла. Тоа е нешто повеќе. Тоа значи дека корените на културата, на словенската култура и писменост датираат уште многу одамна, поради разните ветришта што дуваат во нашата држава, вакви или онакви. Тоа е најкраткиот, мислам, историја за да се запознаат вашите гледачи зошто токму ова училиште е најстаро, поради што е во државата. Со оглед на тоа дека веќе ги опфативте оние најклучни пресвртници практично во вашето 190 годишно постоење, Жанета, ќе ве прашам вас, по што денеска е препознатливо, карактеристично ова училиште? Како што кажа колешката, освен од историјата, препознатливи сме по многу нешто. Самата бројка кажува многу, 190 години. Прво основно училиште, прво училиште во кое се вовел македонскиот јазик, прво училиште кое е укинало казната како педагошка мерка, прво училиште кое на светски надпревари доби гранд при и во Вашингтон со познатите бабини игри, прво училиште кое што ја воведе целодневната настава во 1990 година, чинам. Прво училиште во многу нешта и сега, кога зборуваме за 190 години патронат, јас сакам да споделам од моја гледна точка. Јас кога се вработив во 2000 година, првиот патронат што го затекнав беше 170 години и беше многу поразлично од моето искуство. Доаѓам од помал град, каде што патронатите се реализира на подруг начин. Во МНТ, во една преполна сала со гости, со грандиозна сцена, со многу гости, со различни точки. Тоа беше настан за кој што долго време се прераскажуваше. После тоа дојде 175 годишен јубилеј,
Тогашната директорка Горица Веловска, заедно со претходниот директор Милан Јанковски, дојдоа на идеја да ги поканиме сите основни училишта што го носат името Свети Кирил и Методи од Македонија и исто во Дом на Арама, 16 училишта, повторно настан за прикажување, за кој што долго време се говореше. Па дојде 180 години, имавме IB изложба, каде што сите клубови од училиштето имаа свој штанд и представуваа што работат во училиштето. 185 години имавме исто во школскиот двор, научни клубови, каде што учениците изведуваја експерименти, решаваја загадки и дојдовме до јубилејната 190 годишнина и оваа година директорката Сонја Кирковска дојдовме заедно на идеја да направиме, да се сними песна, да се напише книга 190 успешни приказни и да се сними филм. Кога зборуваме кај успешните приказни, 190 бројка години или приказни не е некоја голема бројка, меѓутоа не е ни мала, меѓутоа не ни беше воопшто тешко да ги собериме, затоа што медиумите си го прават своето. Директорката беше гостинка на една од вашите емисии и упати апел до сите оние што на некој начин се поврзани со училиштето, да дојдат, да се запишат во таа книга и одзивот, верувајте, беше голем. Јас сум 25 години веќе во училиштето и имам многу успешни приказни. Една од нив сакам да ја споделам со вас. Значи, тоа сепак се работи за приказни и случки од училиштето, а не фактографски и некои историски факти. Значи, ова се реални приказни. Значи, веднаш другиот ден кога излезе директорката, дојде една, сега да не речам бабичка, од 82 години, која во далечната 1950 учела во нашето училиште и донесе едно плико полно со фотографии, полно со спомени, кои што кај неа предизвикаа радост. И ги споделувавме фотографиите, педагогот и психологот ја најдоа матичната книга, ја најдоа во книгата, ги најдоа со ракопис пишувани, ја најдоа незиното име и презиме и потоа се нижеа на станите. Јас сакам да споделам една успешна приказна кога се вработив, да не речам јас бев дете од 26 години, дома чував дете и работев со деца. И еден ден предавам за тежиште и тежишна линија и еден ученик беше многу понапреден од останатите, секогаш знаеше што ќе кажам и пред време прашуваше што треба. И седи и во еден момент ми вика: наставничке, го чекам денот кога ова баш ќе ми притреба во пракса. И јас го погледнав само, а мајката му е заболекар. И јас викам: а ти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш? Па се знае, вика, заболекар како мојата мајка. И викам: точно денешната лекција ќе ти биде основа за твојата професија. И вака ме погледна и ми вика: тежиште. Да, викам, тежиште. И сега почнува да се развива дискусија колку е важно тежиштето кога ќе прави вилицата, зашто ако не го погоди тежиштето, вилицата нема да биде симетрична, ќе клапа, како викаат тие стоматолозите. Па им кажав зошто денешната лекција е важна во авиацијата, при полетување и слетување на авионите, во индустријата, и вака остана. Па вика, математиката била и надвор од училницата. И од тогаш наваму секој предизвик е и за мене и за нив. Математиката ја поврзуваме со практичното и она е всушност, тоа е она пошто ние се разликуваме од останатите училишта. Исто така сакам да споделам приказна кога јас дојдов првиот ден во училиштето, ме пречека директорката во една прекрасна атмосфера и вика: сега ќе те запознам со колективот. И јас влегувам во една голема канцеларија каде што 100 очи се упатени кон мене, 50 различни луѓе, 50 различни очекувања затоа што да се наследи еден Божович, кој што бил еден од најдобрите математичари во Македонија, еден, горде помогни ми, Јаначковиќ, професор и татко на една од нашите колешки, потоа Ружа Цвејовска, која што јас ја наследив, не беше само привилегија, туку и огромно очекување од колективот, од родителите, од учениците, да ја продолжиме онаа традиција на квалитетни ученици, квалитетни кадри, кои што ќе доследно и достојно ќе го
ќе ја продолжат онаа традиција на успешни приказни. Да, верувам дека сега и за помладата генерација, представник од нив е вашиот колега Филип, помлада генерација од наставниот кадар, ќе ни раскаже и за личниот предизвик да се биде дел од училиштето, кое што има ваква традиција и 190 години постоење, меѓутоа и се она што колегите успеале досега да го постават како систем во училиштето, колкав е предизвикот, но истовремено и одговорноста. Тоа голема одговорност, затоа што на крајот наша задача е деца да образуваме и тоа треба да се свати сериозно. И мислам дека едноставно убаво е да се одржи тој тек и општо пат по кој нашите предци нели тргнале, се труделе да ги учат новите генерации, општо пред се луѓе како да станат, па потоа и за избраните предмети, и мислам дека е сосем една убава и благородна работа, што човек може да ја врши. Кои други активности се планирани за одбележување на овој голем јубилеј, освен нели книгата, и дали оваа книга ќе практично може да се купи или ќе биде само за ограничен број, односно на вработени или... Да. Има идеја книгата да се испечати, собраните средства да се наменат за некоја хуманитарна акција. Освен книгата, рековме дека се сними и песна. Текстот е на... Да, текстот е на... Како се викаше? Добро. Добро. На Чешларов, нека ми прости, Митко Чешларов, да, познатиот Митко Чешларов. Во изведба на нашиот хор под диригентство на колешката по музичко Благица Димчева, во соработка со две наши познати ученички, Елена Васова и Катерина, и се снима филм. Идејата дојде од колегата Војслав Гушевски, кој што е наш поранешен ученик и наш колега што работеше кај нас. Да, и наш колега предаваше германски јазик и дојде до идеја сето тоа да го заокружи со еден филм. Училиштето некогаш и сега. Главни ликови во филмот повторно се некогашните ученици, некогашните вработени, сега веќе пензионери, и јас како дел од таа приказка имав привилегија во денот кога беше снимањето во училиште да присуствувам на тој настан, кога дојдоа многу познати личности што завршиле во ова училиште, многу колешки кои што јас ги затекнав и беа многу мои менторки. Еве прилика да ги поздравам. Настан што се доживува и не се опишува. Значи, сабајлето кога почнаа да доаѓаат еден по еден со многу фотографии, катедрата беше целата послана со фотографии, доаѓа и гости од 3 генерации. Имаше баба, татко и внука. И сега внуката запишува прваче. Можете да замислите, тоа се 4 генерации, 4 различни приказки, секој носи своји спомени, секој раскажува своја приказка. Имаше исто две госпојги, едната 82, другата 84 години. Едната предавала во училиштето физика, значи учела, па предавала физика, после тоа отишла во друго училиште. Меѓутоа, спомените што ги носат до ова училиште се незаборавни. Тоа значи дека повторно ќе биде отворена за јавноста, за сите кои се заинтересирани. Центар на манифестација ќе има повторно со големо одбележување? На 19 мај во МКЦ ќе биде одржана свечена промоција на сите ова што ви го кажа до сега, на нашата работа, дел од нашата, затоа што и да сакаме целата не можеме да. Поканети се еминентни гости, наши ученици, наши соработници во текот на воспитно-образовната работа. Сакам да кажам дека може за другите, ние како вработени во училиштето, ова училиште има душа. Ние го чувствуваме како свое семејство. Значи, се одвојува, има нешто што е поинако, затоа што јас во текот на моето работење сум работела во многу училишта, инаку јас сум педагог по професија,
Така да кога дојдов во училиште е сосема нешто различно. Тоа се чувствува кога зборувате за... И ние се трудиме да го пренесеме на нашите ученици, кои што понатака многу ни е мило кога ќе дојдат да не посетат, на 10 минути на станичка дојдовме само да ве видиме. Така ги изоставиме во делот на организацијата и одбележувањето на овие 190 години постоење и учениците кои што сега се дел од Кирил и Методи, кои што сега го всушност е дел од образовниот систем тука, како ќе бидат тие вклучени и исто така да споменеме дека веќе од септември 2026 пречекувате и нови првачи. Да. Токму тука сакам да се задржам малку, знаете, нашите ученици во сите активности што ги преземаме во училиштето се вклопени согласно нивните можности и способности, нели секој има разни афинитети кон разни предмети, да речам. Во сите активности се вклучени тие, родителите се вклучени, службата, педагошко-психолошката служба, имаме работилници за сите овие што се сега трендовски, да речам, неубави работи, да се посоветуваат и родители и ученици. Обрнуваме затоа што училиштето не е само образовна институција, ние сакаме од нив да направиме луѓе кои што ќе можат сами да мислат критички, затоа што всушност ние создаваме иднината на нашата држава. Апсолутно. Така да во нив се гледаат идните, нели, наши, да речеме, може да бидат министри, може да бидат парламентарци и сето тоа, но сепак треба да го понесат нешто од училиштето што се вика домакинско воспитување и образование, што денеска за жал поради технологијата веќе тие работи се изгубија. Вие сте и едно од училиштата кое што забранува на некој начин телефони користење за време на настава, се чуваат во посебни шкафчиња, стојат, се кога доаѓаат на училиште, се оставаат, секој клас има свое шкафче и кога завршуваат часовите се отклучуваат и се даваат. Што е за поздрав се разбира. Да, затоа што сепак вниманието се одвлекува. Сепак да сватиме дека тие се деца. Сега ние ќе пречекаме нови првачиња. Знаете, трендот во нашата држава е таков каков што е, не зависи ни од мене ни од вас. За жал, трендот е на намалување на учениците во паралелката секаде во државата, не кај нас. И сакам да кажам дека еве јас пред завршно да ви мислам една порака, навистина сакам да ја упатам, дека секој што би ги поканила родителите, навистина е предизвик да добиете свидетелство од најстарото училиште во државата и тоа да ви биде белег за целиот живот. Има голема разлика. Тука бараме подршка и од општината, затоа што еве нашите колеги сите заедно се стремиме нашето училиште да стане културно-историски споменик, затоа што тоа навистина го заслужува. И треба да се зачува, затоа што како ние би оделе понатака, поготово во образованието, ако не си го знаеме своето минато. И ги поканувам сите родители да дојдат да не посетат, да го видат училиштето, реновирано е со нови, нормално, средствата се ограничени, но во наши можности и рамки направено е престојот на учениците да им биде што попријатен. Сакав само да ви кажам, ако има време, за целодневната настава, видите. Тоа беше прв пат целодневната настава е воведена кај нас во нашето училиште во 1990 година. Порано се викаше целодневна настава, сега е продолжен престој. Што се случи поради разни превирања, сака да ни ја укинат целодневната, со самото тоа многу училишта нели ќе останаа колегите без работа. Нашето училиште, нашите вработениците, начело со мене, јас сум цел живот синдикалец од почеток до крај, може и во излагањето се познава тоа да речам. Ставот, така е. Да, ставот. Собравме, можете да замислите, 170.000 потписи да се соберат, сите тие да се архивираат со лична карта, со цел да опстои целодневната настава, со самото тоа и нашето училиште. Ние тоа го направивме, ги однесов сите, на 3 пати се враќав, тоа се топови хартија, и во собрание со сите пратеници, може да замислите какво беше тоа чувство за станата, мислам јас, обичен човек, не сум ни политичар, ни типа имам, и успеавме. Сакам да кажам дека во нас, во нашиот колектив, го има тоа
чувство на единство, Мора на да ја браните поврзаност вашата и професија. мораме да ја браниме и треба да ја одбраниме. Еве накратко, Жанета, пред да ја прочитаме за крај пораката, кои се вашите идни планови со оглед на тоа дека многу визионерски идеи, иницијативи потекнуваат од кај вас? Дали имате нешто малку поголемо, нели, во план за следниве, да речеме, 10 години? Во наредните 10 години ќе продолжиме по истите чекори. Сигурно ќе имаме новини. Како оди техниката напред, ние одиме со неа. Деновиве актуелни беа надпреварите по роботика. Вие бевте едни од пренесувачите. Нашата екипа освои повторно прво и второ место. Значи, како оди техниката, така се надградуваме и ние. И сакам само уште една успешна приказна да раскажам од ученици што завршија пред 2 години, како не доживуваат нас како наставници и како колектив. Читајќи ги приказните, една ученичка вика вака: нема да раскажувам колку сум горда што сум ученичка во ова училиште, сакам да раскажам случка за нашата полуматурска. Може би сме едно единствено училиште каде што на прославата имаше може би и повеќе наставници од ученици. И завршува на крајот, ова покажува за какво училиште и за какви наставници станува збор. Тоа е нешто со кое што ние можеме да се гордееме и да се величиме. Благодариме многу за издвоеното време. Гордана, да завршиме со пораката која што сакате да упатите за сите идни генерации кои што може би се двоумати. Точно, да го најдат својот прав. Да, ви благодарам. Значи, денес не зборуваме само за една училишна зграда. Денес зборуваме за темели на нашето знаење, за местото каде што генерација и деца го направија својот прв чекор кон иднината. Основното училиште Свети Кирил и Методи се наоѓа во срцето на Скопје. Тој е жив сведок на времето, чувар на спомените и светилник на просветата. Низ неговите училници поминале илјадници ученици, соништа се раѓале, вредности се граделе, а знаењето се пренесувало од генерација на генерација. Името Кирил и Методи не се само имиња што го красат нашето влезот на нашето училиште. Тие се символ на писменоста, културата и духовниот напредок на нашиот народ. Токму затоа ова училиште носи многу поголема историска тежина што не смее да се занемари и заборави. Да го прогласиме за историски споменик, тоа е наша тенденција. Значи, да му оддадеме почит на минатото, но и да испратиме силна порака за иднината, дека знаењето, образованието и традицијата се вредности кои што ги негуваме во текот на целиот живот, а и во текот на децениите и вековите пред нас. Ова не е само одлука, ова е должност. Должност кон нашите предци, кон нашите деца и кон идните поколенија ученици. Да зачуваме дел од нашата историја, да го заштитиме она што ни го изгради нашето општество и нас како личности, успешни или помалку успешни. Време е Свети Кирил и Методи да го добие местото што го заслужува, како историски споменик, како символ на знаењето и како вечен белег на нашата културна и образовна традиција на нашата татковина. Секоја чест.